4 географски целини – Алпите, Медитеранот, Панонската низина и Динарските планини се соединуваат во Словенија. Тоа возможило микс на култури кои и денес на модерна европска Словенија и даваат посебен шарм кога станува збор за културата. Разновидноста и изобилството на природни и културни традиции се инспирација за словенечките уметници. Словенија има одлична мрежа на добро развиени културни институции, но културата и уметноста излегоа од институциите. Здивот на културата се чувствува на секој агол од улиците, на плоштадите. Уметноста зрачи од секој од бројните паркови. Во изминатите 13 години членство, Словенија одлично ги користи европските фондови во културата. Финансирани се 160 организации, а реализирани повеќе од 650 проекти. Овој EU карван е посветен на културните придобивки на Словенија од членството во Унијата. Почнуваме со прилогот на Сунчица Николовска. Уметноста и културата заземаат посебно место во словеничката историја. Богатото културно наследство се рефлектира преку литературата, музиката, театарот и архитектурата. Словенија има добро развиена мрежа од културни институции, организации и асоциации, кои стојат рамо до рамо со најразвиените европски земји. Богатиот културен живот не се одвива само во Љубљана и во најголемите градови во државата, туку буквално во секој нејзин агол. Се чини дека словенците од се знаат да создадат уметност. Словенија е рангирана на врвот на европските земји во однос на бројот на книги објавени по глава на жител. Во 2010 година УНЕСКО ја избра Љубљана за светска престолнина на книгата. Ова е уште еден доказ за важноста на книгите и литературата во словеничката култура. Успешни се и во модерните форми на уметност. Културните настани, разните фестивали што се одржуваат во текот на летниот период, се одликуваат со голема посетеност. Подеднакво ги воодушевуваат и домашните и странските гости. Во Љубљана обстојуваат 15 музеи, 40 на галерии, 11 театри, 4 професионални оркестри, неколку киносали. Секоја година словеничката престолнина е домаќин на над 10.000 културни настани, меѓу кои 10 меѓународни фестивали на театарот, музиката и уметноста. Марибор, некогашниот индустријски град од социјалистичките времиња на поранешна Југославија, веќе 25 години по промените, трага по својот културен идентитет. Во 2012 година беше прогласен за Европски град на културата. И покрај празните каси и последиците од економската криза, понудил околу 500 манифестации во рамките на проектот Европска престолнина на културата. Буџетот бил повеќекратно намалуван, па не стасувале пари за нови градби. Освен врвните уметници во културните настани биле ангажирани волонтери, учествували локалните жители. Марибор е град на светски познати фестивали од музиката, театарот, кулинарството и виното, кои посетата на ова место ја прават поавтентична и незаборавна. Се чини дека пулсот на градот никогаш не се смирува. По прогласувањето за Европска престолнина на културата во 2012 се позиционира на светската туристичка мапа како една од 10 глобални туристички дестинации. Во градот со 120.000 жители се одомаќени не само музичкиот театар, туку и класичната опера и балетот. Словеничкиот народен театар во Марибор, речиси 100 години, е дел од приказните и историјата за градот. Големиот објект располага со 3 оддели. Тука под еден покрив се театарот, балетот и операта. Во словеничката култура веќе се инкорпорирани сите елементи со кои се одлекува модерната европска културна политика: слободата на изразување, креативноста, културниот плурализам, стекнатата свест за важноста на заштитата на сопствениот идентитет и културното наследство. Во периодот од 2002 до 2013 година 164 словенички организации преку европските фондови за култура повлекле повеќе од 18 милиони евра. Во новиот заеднички простор, словеничката култура гледа можности, предизвик за креативност, но и обврска за развој и заштита на незините карактеристики. Културата денес останува носител на словеничкиот национален идентитет. Културните настани програми добиваат силна поддршка и државни субвенции, а се кофинансирани на локално ниво.
Со создавање дестинации, производи и услуги на културниот туризам ќе се придонесе за поголема видливост на културното наследство, економскиот развој и зголемувањето на улогата на Словенија на меѓународната сцена. Структурните фондови на Европската унија од програмскиот период 2014-2020 се планира да бидат еден од главните извори за постигнување на целите на Националната програма за култура. Поголем акцент ќе биде ставен на инвестицијските проекти, на проектите што ќе влијаат на конкурентноста и на економскиот раст. Мариборската опера, чии почетоци се во 19 век, е она што го прави Марибор посебен на словенечката културна мапа. На неколкуте сцени во оваа зграда зад мене, освен оперските и балетските уметници, настапуваат и актерите, бидејќи во неа се сместени театарот, операта и балетот во Марибор. Најпопуларна представа во текот на летните месеци, секако на оперската сцена е Аида. А во Љубљана, во театарот, најгледана представа, односно најбарана, е Југославија, моја дежела. На една од најстарите сцени во Мариборскиот театар, во концертната сала, разговараме со господинот Алан Кавчич, одговорен за односи со јавноста во Словенечкиот национален театар од Марибор. Господине Кавчич, ќе ве молам на почеток објаснете структурата на театарската уметност во Словенија, како се поставени театрите и како тие функционираат. Словенија има puno teatra. Od toga 5 nacionalnih i 20 manjih koji su od gradova po celoj Sloveniji. A Slovensko narodno gledališće Maribor najveći je teatar u Sloveniji jer ima pod jednim krovom dramski teatar, operni i baletski teatar, a onda još simfonički orkestar koji pravi koncerte. Onda su u Sloveniji još nacionalna opera i balet u Ljubljani, drama u Ljubljani, nacionalni teatar u Novoj Gorici i Slovenska filharmonija. A onda puno drugih manjih teatra po različitim gradovima koji prave svoj program. A uloga nacionalnih teatra jeste da prave program koji je jako kvalitetan i koji širi granice umjetnosti na području teatra. Од кога датираат почетоците на театарот во Марибор? Нешто кратко за историјата на театарот во Марибор и една мала споредба со театарот денес по влезот на Словенија во Европската унија. Početci teatra u Maribor ide daleko, ali prvi takav profesionalni teatar i ova zgradba bila je izrađena u sredini 19. stoljeća. Tada je iz Beča prema Trstu došla željeznica i sa time Maribor je počeo rasti. Kad je počeo rasti, ljudi su odlučili da ovakav grad treba teatar i onda su ga izradili. Naravno, tada to je bio teatar koji je bio dio Austro-Ugarske monarhije još. Tada se ovdje još govorilo njemačko i do kraja Prvog svjetskog rata ovdje je bio njemački teatar. 1919. godine ovdje je počeo slovenački teatar koji radi od tada praktički non stop. Samo je drama do sada imala već 1001 premijeru od 1919. godine. Што се смени во театарската уметност по влезот на Словенија во Европската унија? Pa, kad počnemo ovako, opera i balet jako su internacionalni i kod nas su i prije toga što smo došli u Europsku uniju radili različiti umjetnici iz cijelog svijeta kao i danas. Sa toga tu se nije dosta promijenilo. Šta se je promijenilo i što smo mogli koristiti od Europske unije, to je da smo mogli u proteklim godinama financirati, zaposliti mlade umjetnike jer smo dobili od europskih strukturnih skladova sredstva da smo mogli ljude zaposliti jer sada u vreme recesije
baš ne možemo zapošljavati nove ljude u teatrima. Imate li sоработка со други европски театри? Puno radimo na koprodukcijama u posljednje vreme i više nego što smo radili prije toga. Tako smo sudjelovali na različitim opernim koprodukcijama, a i baletnim, a sada najnovije su koprodukcije koje pravimo u drami. Dracula bila je jedan od takvih primjera. Колку словенечката држава инвестира во уметноста? Дали има доволно пари за театарот во Марибор? Дали се инвестира доволно во културата? Mi bi se uvijek željeli da bi se investiralo više, ali država nas financira u potpunosti. Giorno sempre intorno in festa, meno tu cagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Во градскиот парк на Марибор, операта реши да ги почести граѓаните со оперска ноќ на отворено, со што Мариборската опера ја најавува својата нова сезона. Во наредните минути разговараме со директорот Симон Кречич. Господине Кречич, кажете ни на почетокот нешто повеќе за овој настан вечерва. Ноцошни вечер е некако први товрстни проект у Марибору, да с великим концертом на простем промовирамо ново сезоно. Повезали сме се туди с туристичними организацијами и сме скупај организирали та велики концерт во парку, ки е хкрати дарило, поклон месту Марибор и наповед наша нова сезона. Колку операта во Марибор го подигнува културниот квалитет на животот во градот? Мариборска опера е зело глобоко усидрена в срцих места. Je tudi največja institucija kulturna v Sloveniji, ker pokriva dramo, opero in balet in še simfonični ciklus in še velik gledališki festival Borštnikovo srečanje. Tako da moram reči, da je zelo, zelo pomembna ustanova v Mariboru. Tudi publika jo ima zelo rada, ne samo naša mariborska publika, ampak je veliko publika tudi prihaja iz Gradca, pa iz sosednje Hrvaške, Mađarske. Tako da se moramo zaenkrat kar pohvaliti, da so dvorane zelo polne. Sploh, kadar gre za velike naslove operne literature. Со оглед на тоа што оперската уметност е универзална, немате проблем, немате бариера во смисла на јазикот, дали отворањето на границите со членството во Европската Унија, односно заедничкиот пазар, заедничката сцена кога станува збор за операта, исто така е од големо значење за операта во Марибор? Ja, seveda, tukaj imamo srečo, da v bistvu opero v originalnem jeziku lahko predvajaš po celem svetu. Zaradi tega smo recimo tukaj v boljši poziciji kot recimo drama, prozni teater, ki pač je jezik, je barijera, ki malenkost onemogoča. Ampak kljub vsemu, da smo v Evropski uniji, jaz vseglih mislim, da so države še vedno ostale države, da kljub vsemu ne čutimo za tega kot ena država. Je, kot sem prej rekel, je malo bolj enostavno, kar se papirjev tiče, ampak samo iz naslova članstva recimo ne bi rekel, da smo zdaj pa več gostovali za to. Smo si morali, še vseglih moramo si sami urediti gostovanja na nek način podobno kot prej. Вие, освен што сте уметнички директор на операта во Марибор, сте и диригент како уметник. Дали статусот на уметникот во Словенија денес е подобар, односно на исто рамниште со оној на европејците? V bistvu mislim, da je situacija danes, kar se kulture tiče v Sloveniji, kar težka. V bistvu ta kriza, o kateri na nek način se niti več v zahodni Evropi ne govori, je pri nas še kar močno prisotna. Tako da predvsem recimo
umetniki na svobodi zelo težko živijo. In Slovenija je tudi tako recimo majhen prostor, da je težko biti svobodni kulturni delavec pri nas. Zdaj, državne institucije nekako še držijo, delovna mesta držijo nekako ene standarde, kar se tega tiče, ampak tudi tukaj se sredstva vsako leto zmanjšujejo. Što znači da se bide operski pejač Dineskoga Slovenije del od golema to evropsko semejstvo, razgovarame so Nina Dominko, sopran v Mariborskata opera. Kakov je status na operskite pejači v Sloveniji? Status pevcev opernih je trenutno kar zakompliciran, bi rekla. Zaposlitev ni kaj dosti, tako da smo zdaj večinoma smo to umetniki, ki skrbimo sami zase in nismo pod okriljem kakšne operne hiše. Kot samostojni umetniki delujemo, vsaj jaz. Ima li mesto v teatrite, v operite za mladite umetnici? Občasno so mesta, umetniški direktori, vodje se trudijo, da bi spravili nas mlade umetnike v operne hiše, vendar enostavno tudi ministrstva ne dajo prostih delovnih mest, tako da ni ravno dosti prostora. No? Torej, status opernih pevcev, opernih solistov v Sloveniji je predvsem razdeljen na dva dela. Eden je razdeljen na ta del, ki smo že dalj časa solisti in smo nekako solisti, pevci, zboristi, orkestraši, ne govorim samo za pevce, in smo nekako že v neki trajnem odnosu z teatrom in zato je z tem novejšim načinom, ko pa je za mlade pevce, za mlade inštrumentaliste izredno težko priti do odra. In mislim, da bi tukaj bilo vredno kaj hitro nekaj narediti, ker umetniki bežijo. Da li si ga povejte, ja promovirate sloveničkata kultura v Evropa? Koliko so otvorenjata na granicite, se z golemja možnostite za učestvo na golemite sceni? Torej, absolutno v naših vrstah non-stop praktično gostujemo po vseh evropskih odrih, tudi po vseh svetovnih. Letos smo dvakrat gostovali v Tokiu, po celi Japonski. Seveda gostovanja bližje nam, bom rekel, Hrvaška, Italija. To so praktično vsako leto, prav zdaj naslednji mesec odhajamo z Aido tudi v Italijo na veliki festival. Tako da sodelovanje je odprto in zelo dosti sodelujemo. Irina Petkova po poteklo je od Bolgarije, vidite 13 godin je del od Mariborskata opera kako solist. Zašto se odločite, da produžite vaša operska karijera tukaj v Maribor? To se je zgodilo tako presenečenje za mene. Jaz sem bila solistka v nacionalni operi Bolgariji in potem sem naredila audicijo in so me povabili v Mariborske operi. Potem sem dobila kontrakt, pogodbo za 1 leto, potem za 2, za 3 in tako 13 let sem že tukaj solistka. Kakov je status na operski umetnici tukaj? Da li je težko in lesno, da se bide operski umetnik v Sloveniji? Ne, ni težko. Ko narediš svoje delo lepo, dobro, s ljubeznjo, vse je povsod tako po celem svetu. S ljubeznjo morate narediti vse. Koliko često nastopujete nadvor od Slovenije na golemi tej evropski sceni? Na golemi evropski sceni ne bi rekla, ampak imam koncerti v Avstriji, na Japonskem gre 2-3 krat smo bili Aida, Carmen, tudi na majski operni večeri. To za mene je bilo velika čast. 15 let nazaj sem bila povabljena s Carmen. Evo, zdaj to je Carmen. In pač v srcu Evrope smo, ne Slovenije, in lahko grem povsod. V 2012 Maribor беше прогласен за Европски град на културата, што му донесе ова престижна титула наградот. Разговараме со Марко Брумен, продуцент на Ветренски двор. Како се добива титулата Европски град на културата? Evropska unija določi državo, ki bo gostila to titulo.
na kar se znotraj države pravi izbor, postopek med vsemi mesti, ki želijo kandidirati. Kandidirajo z programom in potem najboljši program oziroma tisti, ki je izbran, dobi ta naziv. Koliko je težko ili lesno, da se dojde do evropskih pari namenjeni za kulturo? Ni težko, če si dobro pripravljen, če imaš dobre informacije in če imaš dobre evropske partnerje. To pomeni, če imaš povezave in v osnovi rabiš samo zelo dobro podporo Evropske informacijske pisarne, torej Europe Deska. Koliko vreme traja подготовките za nastanot i koji infrastrukturni zahvati bi realizirani? V najboljšem primeru priprave trajajo od trenutka, ko se v bistvu zve, da je neko mesto dobilo ta naslov, vse morale bi. Kar je v Mariboru bilo realizirano, je recimo obnova tega dvorca, ki je potem postal štab oziroma glavna pisarna organizacije, ki je vodila Evropsko kulturno prestolnico. Bilo je veliko različnih načrtov, ki se niso realizirali, torej zgradilo nove kulturne infrastrukture v Mariboru zaradi tega pravzaprav ni. Se pa je adaptiralo ali pa uporabilo v tistem času določene prostore, ki so po Evropski kulturni prestolnici tudi dobili novo življenje. Kakva biše kulturnata ponuda v 2012? Bogata, raznolika, mednarodna, živahna. Bilo je res, kot da bi imeli en celoletni festival. Na vseh področjih je bilo veliko več dogodkov, bilo je veliko več mednarodnih dogodkov, tako da tisto leto je bilo kar številčno. Pričakovanja so bila zelo različna in zelo visoka, realizacija je bila potem na nek drug način narejena, kot so bila pričakovanja. Tako da je Evropska kulturna prestolnica predvsem za mestne, lokalne akterje bila katarza. To je katarza, da ugotovijo, kako bi lahko po Evropski kulturni prestolnici izkoristili priložnosti, ki jih mogoče do takrat nismo. Tell me first, please, your name and the name of the group and where do you come from and what is the reason because you are today in Maribor. Tina Urih, prihajamo iz Cirkovc, ime skupine je folklorna skupina Vinko Korže. Plešemo cirkovške oziroma slovenske narodne plese in danes smo tukaj na dogodku, ki se imenuje Nekoč v parku. What can you say about the culture offer in Slovenia, in the global? V Sloveniji je zelo pestra in zelo izrazita kultura in pa seveda se trudimo ohranjati kulturno dediščino in jo tudi hodimo nastopati drugam. Bili smo že v Makedoniji, v Strumici, na karnevalu 3-4 leta nazaj, tako da hodimo veliko po tujini tudi. What has changed since Slovenia became a European Union member state in a field of culture? Razen evro, ni nekih razlik. Yes, there is no borders, the rules are the same for everybody. You can go with your group all around Europe. Tell me something about that. Ja, ampak tudi še zmeraj hodimo več gostovanj, imamo na jug. Bili smo letos januarja v Bolgariji, bili smo na Hrvaškem, potujemo tudi v Nemčijo, Avstrijo, tako da te meje niso toliko na tem področju, da bi zavirale. Maybe you have now better approach to the European funds to finance some of your project of the group? What do you think about that? Maybe, but no. You never try to take any money to apply for a European Union fund? Not yet. Okay, thank you very much. Од Марибор се упатуваме кон словенечката престолнина. Постои кусур километри возење по убав модерен автопат, стигнуваме во главниот град да се запознаеме со културната понуда на Љубљана. Ќе прашаме дали има билети за најдобрите театарски представи и ќе се запознаеме со работата на малите театарски групи и куклени театри. Жителите на Љубљана ќе ги прашаме колку често посетуваат културни настани.
Ljubljana is full of cultural events. I think it's one of the cities with the most cultural events in Europe. So I live in a city center and I am attending basically almost every evening, every afternoon it's something going on. There's also a lot of street artists, actually a lot. Quite often. Maybe 2 times a month or 3 times a month. Did you mean any specific cultural events or concerts? Yes, now we are waiting for Bob Dylan to come to Ljubljana and we are going there. Yes. 8 to 10 times a year. Yes. What do you like the most? The most I like theater, movies, and I like to listen to nice poems. Well, pretty often, as often as possible actually. I try to visit like theaters, museums, as often as I can. I am actually working with the culture. I am opera singer, so I am usually like once, twice per week attending some concerts or some other events. Разговараме со господинот Марко Братош, уметнички директор на театарот Глеј во Ljubljana. Mr. Bratoš, tell us something more, please, about your theater. Glej Theater is a non-government organization and it was the oldest experimental theater in ex-Yugoslavia. So in this former Yugoslavia, they founded this theater in 1970 already as a kind of revolt against the old bourgeois theater that was based in institutions. So what happened was that basically the directors wanted to do stuff more freely, so not just text-based stuff, but also work in progress, things like that. So they founded this theater and it survived now for 45 years. What about nowadays? How Glej is functioning today? Today Glej found a specific niche because what is experiment today in theater. So what we do now is we focus on young professionals. So when they finish academy, the directors come here with their projects. And we are still not text-based. So basically what we do is we have an open call for projects and people propose their projects and then we kind of see which project we're going to take. So basically what I do as artistic director is not tell people what to do, but ask them to bring their ideas to us, which functions quite well because this way they're better motivated and actually we get better results like this. What is your experience with EU funds? Because you're working as an NGO, maybe you have a support from the EU funds. What we do is we always try to see if we can get funding for our project also elsewhere. And one of these fundings is also Creative Europe. We applied this year with a project for a teenage audience. So what we are doing is we have a group of teenagers doing theater, and we connected this group with a group in France, the Netherlands, and in Bosnia and Herzegovina. So we created a project around in building the capacity building of mentors for teenagers and exchanging of performances. Each theater that is here is specific. The French company, the Pelican from Clermont-Ferrand, they're doing things text-based. So what they're doing is they are ordering writers to write things for teenagers. In Like Minds in the Netherlands, they have another approach. They start from
from the teenagers. So actually the teenagers proposed the theme, and then the mentors that just kind of helped them realize it. This is also the way we started working this year, because this year we had the first group. It was premiered yesterday. We are also kind of just giving them the tools how to act on stage, and then we, together with them, we make a performance. EU funds are maybe a bit more specific, because EU fund, they don't found culture, they found collaboration, they found the culture. In EU, culture is just the mean, not the goal. So when you have a project that through culture you can change, I don't know, you can address sociological problems, I don't know, to change society, then you get founded. What are the benefits for the theater arts of the EU funds? Could you give us some specific details about specific projects? I don't think that really a lot have changed. The thing is that basically a lot has changed since Yugoslavia fell apart, because everybody was frantically looking for their identity. So we are not Yugoslavian anymore, we are now Slovenian. So what do we do? Oh yeah, turbo folk music, yes. That's the answer. So everybody started listening to Slovenian folk music that nobody listened to before, because before it was ex-Yugoslavia rock bands and all that, so everybody was listening to that. All of a sudden now we are Slovenians, we don't listen to that, that's in Serbo-Croatian, and it's really bad. So, and this grasping for identity really marked the 90s. So once we kind of settled in, okay, now we are Slovenians, is okay. The European Union didn't really change that much our point of expressing, but what it did change is this notion of borders, you know, that each time you had to have a passport when you're going anywhere, and of course in Slovenia you only drive 1 hour and you're out of the country. So if you want to go anywhere, you had to have the passport, you had to, you know, wait in line, show your passport to get out and all that. This changed, and this kind of also probably broadened a bit our horizons. So I wouldn't say that it had an immediate impact on how culture does things, but it did broaden our But horizons. it has to be other advantages from the EU membership of Slovenia, apart that freedom of movement that you mentioned. Probably yes, but I wouldn't. Opportunities. Yeah, I mean these opportunities are really individually based. The scene is bigger now, probably. No, it's not, because nobody likes. I mean, it's like yeah, the scene is bigger because a lot of other people can come in, but nobody invites Slovenian people out. So basically, it's a bit tricky. You know, yes, technically the market is bigger, but the market only works one way. So everybody comes here, you know, gets paid and then gets out, but nobody really invites. I mean, the way I see other theaters, the best connections are still the connections in Yugoslavia. Do you collaborate with some European theater? Yeah, we basically do the exchanges. So we did exchanges with Barcelona, Stockholm, now we have Amsterdam, Clermont-Ferrand, Lyon. And we also, with Italy, with Trieste, which is kind of, because Slovenian minority lives there, and with Austria as well. So basically we have a lot of these contacts, but they're always based just one-on-one on exchanges, except for this project where we have these partners from France and the Netherlands and Bosnia that are part of a bigger project. Otherwise it's just based on going there and coming back. But are the Slovenian culture is more interesting for the Europeans now, after 2004? I mean, yes, technically yes, because it's one of the member states, but I wouldn't say that it's really increased. Maybe that's my personal observance, but nobody invites Slovenians anywhere because they don't understand us. I mean, the Slovenian language is, maybe for dance is a bit better, because I know that the dance scene really... See language as an optical, or...? Yeah. After we entered the European Union, I don't think that much, in general, that there's a big difference. But of course there are more opportunities. So
Even before, we were involved in different international associations for theater. Example, in the International Amateur Theater Association and this Central Europe Association, theater associations. So we were involved, but after we entered the European Union, maybe more possibilities arose. So through exchanges, through maybe some certain projects that were financed by European Union, by European Commission, then maybe more opportunities for the groups were to travel abroad and to not just to travel, of course, but to get new experience, to get new views on the different methods, techniques, practices, theater practices. So, of course, it enriches also the Slovenian field of culture, or of amateur culture and culture in general. What has changed in the culture of Slovenia's membership in the European Union? I think there is much more variety of culture, many more events, especially here in Ljubljana. There are also some very nice exhibitions, which I think are the exchange between European countries. A lot of change, some bad, some good things. We have a euro. Is better than previous. I don't think it changed a lot. Like it's more. It depends more around who's running the place. Like here in Ljubljana right now, we have like a great mayor, and when he got his job, the events went up. Like there are a lot more events than 5-6 years ago. I think that it's not a big change. We are still what we are, with our culture, in all parts as we have. Well, we become more open to the other people or other artists to come, and so we invite them to come to Slovenia, but it opens the door also for Slovenian artists and musicians, any kind of artists to go abroad. So I would say we all have more opportunities to exchange and to benefit from the different cultural experience that the artists bring one to each other countries. U kulturi pa mislim da se promenilo dosta, pošto se dosta više nudi sada, ne samo u Ljubljani kao glavnom gradu, nego mislim da u cijeloj Sloveniji, isto tako i u Mariboru, tako da ima dosta više kulturnih eventa kao što ih je bilo nekada. In cultural Slovenia, as a membership, I think it's like more transparent. It's not so local anymore. Now it's more like global, worldwide. You know, our artists and artisans are going all over the world. Lots of people are coming to Slovenia from all over the world, so I think it's much better than before. Еден од великаните на словенечката литература, Цанкар, ја опишал Словенија како рај под Триглав. Оваа земја под Алпите е навистина таква кога станува збор за културата. Оној вечен проблем од недостиг на пари, земјата успешно го надоместува со помош на европските фондови. Културната понуда, како што и самите видовте во оваа епизода, е навистина шаренолика, а сите настани без исклучок се добро посетени. Ви благодарам на вниманието. Довидување во следната епизода на EU Карванот низ новите земји членки.